Веќе во 1990 година, тоа 2 години пред нашето монетарно самостојување, се наслутуваа многу знаци дека Југославија се движи во правец на распаѓање. Тоа беше период кога се формираа нови политички партии со главна стратешка определба формирање на вечниот македонски сон, формирање на самостојна држава. Тоа беше сигнал да мораме да почнеме интензивно со припреми да извршиме и ние чин на монетарно самостојување и југословенските динари да ги замениме со македонска валута. Ги посетив сите печатници во Македонија за да изберам печатница во која тоа може најуспешно да се работи, од аспект на техничката припременост, кадровската припременост на печатниците и место положбата од сигурносни причини. По основ на тие критериуми се одлучив за печатницата во Прилеп. Остана последно да се решува името на банкнотите, меѓутоа и тоа се реши со посебен закон и веќе во почетокот на февруари имавме потребна количина на банкноти негде преку 30 милиони парчиња. Конечно прогласивме дека го заокружуваме нашиот суверенитет со сите показатели, со сите својства на една држава која е самостојна и суверена. Кога видов банкнотите како една по друга се вртат по 24 во секоја секунда, осетив нешто што можеби еднаш во животот претходно сум го осетил. Кога ми се роди првото дете, првата ќерка, тога е нешто така почувствував што не можев со зборови да го опишам. Се засрамив, ми потекоа солзи од очите, се цвртев на кај прозорот да си ја скријам слабоста, се избришав, се цвртев назад да покажам дека сум маж кој за тоа го цени како обична рутинска работа. Меѓутоа видов дека сите имаат насолзени очи, сите беа возбудени, некои трепереа, а некоја гробна тишина владееше во салата, мува да летеше ке се чуеш. Само машината преклапаше еден по еден, секоја секунда еден за друг табак на кој се излегуваа по 24 банкноти.